Она што е многу значајно е што тенденцијата на овој фестивал е да ги прикаже филмовите и филмските остварувања, најдобрите филмски остварувања во она што го нарекуваме свет на подвижните слики, токму од Медитеранот и од Балканот, а сето тоа да се случува во Дојран и токму тука да ги отвориме границите и да видиме, односно можеби да дзирнеме што се случува преку езерото и преку границите и од другата страна. Она што е многу значајно за овој фестивал, јас што би сакала да го потенцирам како клучно и важно, е што се стремиме и ќе се стремиме и во иднина и во рамките на ова второ издание да бидат присутни најдобрите автори од Медитеранот и Балканот, а со единствена цел да се отвори можност за понатамошни идни соработки и копродукции помеѓу македонските филмски автори и професионалци и филмските автори и професионалци од другите држави, односно од Медитеранот. Ќе понудиме една специјална студентска програма, но не само со филмски проекции, туку и со студенти, кои што ќе бидат присутни во текот на целиот фестивал, ќе можат да остварат комуникации со студентите од нашите факултети за филмски и драмски уметности. Најголем број ќе бидат тука присутни студентите од факултетот за драмски уметности од Белград. И тоа ќе биде една можност каде што ќе можат да се креираат, разменат, создадат и понатаму да се реализираат нови идеи од страна на тој студентски кадар, на тој кадар кој што доаѓа како нов, кој што ќе треба понатаму да ги испишува, да испишува историјата на соодветните национални кинематографии, кај нас македонската кинематографија и на сите оние држави кои што ќе бидат застапени во рамките на овој фестивал. Оваа година фестивалот се одржува од 19 до 23 јули. Локациите на фестивалот се навистина извонредни. Почнуваме на 19. Сите проекции се одвиваат на самото езеро, на кребежето на езерото Дојран. Почнуваме на 19 со детската проекција која што ќе се одржува до општината Дојран. Да, на детското игралиште. Сите проекции се на отворено, со почеток во 8 часот. Ќе исто така ќе има анимиран дел за децата, анимирано каде што ќе се објасни филмската култура околу режија, нешто сценарио така на децата, отколу работниците кои што работат и творат, создаваат филмови, да. Вториот ден продолжуваме со проекција на плажа. Во четврток и почетокот отварањето на фестивалот на 19. Во амфитеатарот на град Дојран. Во официјалната селекција на фестивалот влегуваат 5 долгометражни играни филмови и 9 краткометражни играни филмови. Фестивалот го почнуваме онака, како се вика, на експлозивно со најдоброто иранско остварување во последните неколку години. Тоа е долгометражниот игран филм Трета светска војна. Станува збор за еден филм кој е црна комедија и кој зборува за тоа како општеството знае да го произведе најлошото кај луѓето, кој е низ така една помалку смешна ситуација води кон еден трагичен крај. Понатаму продолжуваме со филм од соседството од Грција, веројатно најгледаниот грчки филм во минатата година, филмот Бродвеј. Тоа е првата вечер. Втората вечер продолжуваме со француски филм. Станува збор за социјална драма кој зборува за современите проблеми на современа Франција во односите родители и деца. И вечерта го имаме филмот Траги на диви животни на
режисерот Ненад Павлович. И последниот ден, третиот ден во недела на затварање го имаме турскиот филм Зухал. Првиот ден на отварањето имаме и македонски краткометражен игран филм. Практично ќе го отвориме фестивалот со македонски филм. Станува збор за филмот на авторот од Македонија, на режисерката Александра Кардалевска. Филмот се вика The Script, сценарио. Во селекцијата имаме уште еден филм, тоа е вториот ден од нашата официјална програма од краткометражни филмови. Тоа е филмот Обичната Ели на уште една жена автор, зашто многу се радувам, Лавинија Софрониевска од Македонија. Она што е важно ова година на фестивалот е дека фестивалот има специјална програма која се вика Фокус или во Фокус, и ние имаме намера секоја година да одбираме една земја и една кинематографија од таа земја, за да можеме на нашата публика, на македонската публика, подобро да ги приближиме современите тенденции во балканските и медитеранските кинематографии.